Да, имаме време за можеби најубавиот разговор во утринска на Телма. Нема да звучи, како да кажам, дека сама се фалам, но особено се радувам кога деца како Калина Ивановска, која што е заедно со својот тренер во нашето студио, зборуваат за големи успеси. Таа има веќе 10 години, а има освоено до сега 11 златни, 2 сребрени и 1 бронзена медала во спортско качување. Калина Ивановска, здраво живо. Благодарам за овие колку се, чекај да ги изборам, 11, 2, 13, 14 медали. Така? Да. И што сме договорени сега, што ќе бидеш кога ќе пораснеш? Јас ќе бидам светски првак. Значи ние ќе го чуваме ова. Така? Да. И кога ќе дојдеш, ќе кажеш дека прв пат кај нас си кажала дека си светски првак, кога ќе станеш светски првак. Договорени сме? Да. Топ. И добро утро или добар ден веќе за Владимир Трповски, незиниот тренер, оној кој што ни покажува на сите дека може одлично да функционира еден ваков, велите, олимписки спорт. Ајде на самиот почеток, пред да ја вклучиме и Калина, олимписки, што значи, во кои дисциплини се може да се надпреваруваат и се надпреваруваат луѓето? Спортското качување стана олимписки спорт со Токио Олимпијадата. Аха, значи сега, скоро. Тамо бевме за прв пат. 3 дисциплини се во игра. Тоа е тежинско, го викаат кралица на спортското качување. Тоа се качуваш со јаже и освојуваш висина, каде што во квалификација една тежина, во полуфинале друга тежина и во финале е најтешката, да речам, оцена треба да ја искачиш. После тоа е болдер. Тоа се на мали карпи со душеци, се местат одредени стази и тие треба да се качат во рок од 5 минути, со 5 минути пауза помеѓу стази. И брзинско, тоа е унифицирани насоки за качување, како атлетика, кои што двајца паралелно се тркаат во систем на елиминација. Аха, интересно звучи. Да. И за жал ке нас спортското брзинското слабо го практикуваме, бидејќи немаме доволна висина на брзинската карпа. Така да колку треба да биде таа 15 метри. 15. Нашата е 10 брзинската велам. Иначе карпата ни е сосема доволна и е олимписка карпа за другите дисциплини. Постоиме од 2010 година како федерација, Македонска спортско качувачка федерација, а претходно бевме Комисија за спортско качување при Федерација на планинарски спортови. Така, од 93 година. Како станавме олимписки спорт, Агенција за млади спорт рече дека треба да станеме федерација, бидејќи имаме посебна меѓународна федерација и така, еве, веќе скоро 10 години, 11 како екзистираме како федерација. И малце ни се дигне и рейтингот и нивото со олимпијадата. Да. За Париз не верувам дека ќе освоиме норми, но за Лос Анџелес ќе имаме. Пазите и вие, чуваме. Да. Апсолутно. Чуваме се. Апсолутно. Да. Едно прекрасно интервју, морам да кажам, ме донеса до Калина, односно ме донеса до вашиот син, па преку него се обидовме, нели, додека вие бевте на припреми во Словенија, да ве лоцирам и на задоволство мое да дојдете овде. Вели атомската мравка Калина со медали ги освојува, само во наводи ова, освојува карпите. Приказната на Калина всушност започна шатајки се на кеот на Вардар, така, од таму почнува. Ке ни раскажеш како беше се, што виде, што волшебно виде таму на кеот? Да. Еден ден јас и тетка ми и сестра ми се шетавме по кеот на Вардар и тетка ми ја забележа карпата на кеј. На кеј? Да. И? Ти вели Калина, види каква убава карпа? Да. Добро, и? И јас сакав да пробам да качувам. Добро. Потоа се јавивме во клубот Екстрем Скопје. И ме запиша татко ми да пробам да се качувам таму. Добро. И потоа... А колку години имаше тогаш? Јас имав тогаш 5 години. 5, ама требаше 6 да наполниш за да бидеш член и нели да почнеш да учиш повеќе, така? Да. И што е толку убаво? Како ти го гледаш тоа качувањето? Што е толку волшебно? Што е убаво? Кога качуваш, што ти се случува? Понекогаш паѓам или стигнувам до целта на стазата. Ама работава е да стигнеш до целта, така? Да. И кога беше најсреќен од овие сите медали овде?
Која ти е најомилена медала? Која е најомилена? Таа во Србија. Во Ниш. Во ништа? Да. Кај што ти се твојви идоли? Да. Ајде ке зборуваме и за идолите. Имате сега и сала каде што може да се вежба, така? Да. Да. Што значи дека нели некои работи се веќе тргнуваат во нели нагорна линија, да речеме, во однос на очекувања на нови резултати, подобри резултати, така Владимир? Видете, експанзијата во Европа е огромна. Аха. Значи, замислете во една Љубљана во последниве 4 години 5 нови сали има за спортско качење. Они се веќе веле сила. Германија да не раскажувам и така натаму. Па и една Србија, еден Белград веќе има исто 5-6 сали. Ние функционираме секојдневно во Болдер бар, тоа е под Кале, вежбална, таму се само болдери, и на големата карпа покрај Ке. Експанзијата во смисол на ресурси ни е мала, заостануваме, ама па имаме многу деца, имаме многу заинтересирани и љубители имаме, што е најважно. Што значи за дете еве на возрастна Калина да се влюби во нешто вакво и како вели таа сега посакувам, нели кога ја праша што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, светски првак. Значи ние веќе имаме потенцијал за големи сонувања, големи сонови со ништа. Знаете што, ние кога го отворивме Болдер бар, го отворивме со идеја и тенденција да луѓето практикуваат спортско качување. И бидејќи бевме малце заморни претходно од надпревари, од меѓународни, од ова патување и така натаму, и имавме една стагнација. Но сега помладава генерација почна да гризе многу повеќе од претходните. Да. И нормално дека ние не може да им гоускратиме тоа задоволство да сонуваат да бидат светски прваци, така да тие зависат од нас и од нашата работа, нашиот ентузијазам и од нормално финансиите, за да они бидат тоа што сакаат да бидат. Така. Што направивте со Калина кога дојде на првиот час, на првото качување? Калина е толку упорна да тоа е несвојствено за македонец. Јас велам својствено. Значи гледате светски првак. Да. Да. Знаете тренерот на Майк Тајсон, тој бил пензиониран тренер и седел во вежбална и му рекле шо преш у пензија си. Ја чекам светскиот првак. Така и вие чекате Калина. Така искочи со Калина и со нејзини исто другарчиња, кои што и сте и партнери и пандани, заедно тренираат и ние сме должни да им пружиме да они успеат во сонот. Да. За сонот да се уствари колку често треба да доаѓа на вежбање? Па она тренира 5 пати неделно. 5 пати, значи секој работен ден, така? Или можеби и сабота и недела? 3 дена, па ден одмор, 2 дена и така натаму. Што е реткост. Да. Што значи всушност тој тренинг? Тој што значи интензивен тој тренинг? Каков е? Што правите се на тренинг? Па знаете што, она е дете, ние не може од неа да бараме да биде робот, машина, сепак треба да расте, треба да се развива. Тренингот се дозира последователно, со тоа што последнава година навистина они тренираат како што треба. Интензивно, добро. Затоа што кога се запрашате, знаете, не треба многу да тренираат, ама ќе дојдат на надпревар, децата од другите земји растураат. Значи дека тренираат интензивно. Значи дека тоа е така треба да биде. И ние се вклучивме децава да им го дигнеме нивото, што значи фитнес, стречинг, истегнување, работа на карпа, кондиција, менување стази секојдневно, патувања, посета на вештачки карпи сали во Словенија. Сега во Словенија што правевте тоа? Словенија искористивме зимскиот распут да идеме да прв пат да се соочат со различен тип на вештачки карпи, затоа што они патуваа само на Балканот. Додуше она беше и во Австрија минатото лето, на еден надпревар. Мислам дека бил и во Турција, ако добро забележам. Во Турција беше, ама пак е тоа на балканско ниво. Така. Во Словенија е малце поразлично, е на врвно ниво и се соочи. Словенците во овој дел некако предничат. Врв. Значи олимпискиот првак во женска категорија е Словенка. И тој има национален спорт. Значи они имаат 100.000 регистрирани качувачи. 100.000? Да. У федерацијата. Добро. А ние колку имаме? Ние имаме во федерацијата 140 регистрирани членови. Па близко сме. Уште 3 нули ни фала. Да, уште 3 нули. Добро. И во Словенија се соочија со врвни услови, да речам, со различни насоки, пошто ова е спорт кај што треба нон-стоп ново да качуваш. И има интензивни тренинзи секој ден, зимски распуст,
стани, јади, загревај се, качувај, истегни се, легни си, така да има еден војнички детски живот и мислам дека се доволни се вратија, затоа што... А ќе ја прашаме Калина. Да. Калина, добро е, можеме да продолжиме со муабет. Супер. Како беше во Словенија? Многу беше убаво. Што правевте? Колку дечиња бевте? Ти сама беше со? Не бев сама. Со колку дечиња беше? Па со... Неколку. Да, некако. Добро. 6 дечиња, добро. И што правевте секој ден? Како било тоа станување како во војска? Така? Да. Што правевте, кажи ми. Прво станавме, Добро. се измивме, се облековме, па доручкувавме, па и одма на тренинг. На отидовме. тренинг, да. И тебе ти се најубави тренинзите. Да. Супер. Сега, зошто овие две нема ќе им ги сгрешам имињата? Значи на Калина, да знаете само ова светскиот првак што е овдека до мене, има само 10 години, има време до Париз, ќе стигнеме се да кажеме. Се стреми да биде како алпинистката Јања Гарнбред, така? Така се вика? Гарнбред и Сташа Гео. Да. Добро, од Ниш. Од Ниш са тие? Да. Добро. Едната е од Словенија. Едната од Словенија, ја спомена, значи Владимир. Зошто како нив? Што се тие? Тие се многу добри качувачи, најдобри се. Ги гледаш дома? Да, ги гледам. Што е тоа? Што прават убаво? Тие многу убаво качуваат. Многу знаат да качуваат убаво. Аха, а што треба да знаеш во качувањето сега? Тоа не ми објасни. Карпата пред тебе. И ти што правиш? Па размислувам прво како да качам. Значи па треба после- да си паметен. Да. Па добро. А треба и да си паметен да не отсусуваш во школа и да бидеш пак со петки, така? Да. И да бидеш добар качувач. Да. Да. Владимир, може да кажеме дека има и вакви деца кои што Да, апсолутно. Немаат проблем со училишните обврски, а немаат проблем ниту по 5 пати во неделата да дојдат на тренинзи сега, некогаш помалку, некогаш повеќе интензивни, така? Апсолутно. Апсолутно. Да ви кажам, дали нашиот спорт или групава што ни е сега, сите се добри ученици и сите се добри качувачи. Се надевам така ќе продолжат. Супер, Тоа да. е благослов за родителите. Да. Сега, велите, одите во Демиркапија, Прилеп, Бислимската клисура. Кои се тие места? напоменавте само малце Ајде. една регресија. Алпинистката. Не се они алпинистки. Ни Јања, па не така беше објавено. Да, затоа, значи они се чисто спортски качувачи. Пошто спортски спортското качувачи. качување е сосема различно од алпинизмот. Да. А вие можете како тренер да ни кажете како изгледа тоа качување? Значи, како што ви кажав... Што е адреналинот таму? Имаш спортското качување и на вештачка и на природна карпа. Децава се занимаваат исклучиво на вештачка карпа. Природната карпа е индивидуална, да речам, индивидуален дел од спортот и за нив е можеби рекреација, ни доаѓаат со родителите, пошто тоа е поголема одговорност и поризично е. Иначе спортското качување се состои, значи вештачка карпа, се ставаат фаќалишта се Еве ова викате. нешто гледаме сега, добро, тоа е Тоа се, тие ги гледате волумени релјефи. Тие се различен стил на качување, различна тежина, ова е Калина во Словенија. Ова е на 7 насока. Добро. Која што е долга 30 метри и она 2/3 качи, што е за 10 годишно дете врв. Топ. Супер. Ова е Прилеп. Ова е идеме по него. Ова е болдеринг, се носат душеци на грб, еве ги душеците и се качува тука малце за промена ментална, физичка и така. Да. Има ли и други деца освен Калина кои што не личат на апсолутно македонци по како да кажам по самодовербата или по вербата и целите? Ако е Калина најдобра во нејзината категорија, тоа е деца Д категорија, 11 и 10 години, прва е во цела Македонија. Павел Николовски е од машките најдобар, исто е од нашиот клуб. И тој има од прилика толку 10 години? Он е 12. Он е 12, добро. 12 во другата категорија. Дарија Ристеска, таа ни е најмлада, таа е 6 години, таа е најдобра во незината категорија. Дури и прва беше на Балкан, Дарија беше најмала. Другите морам да ги напорам, Гораст, Ангела, Гордан, Дарија, Зографска, значи топ екипа
која што се сложни, работат, тренираат постојано. Колку е, мислам, разликата? Колка ви се возрастите? Од 10 до... Па знаете што, најмалиот е 6 години, најмалата е 6 години, Дарија, па највозрастниот сум ја. Се зезам, не. Сениорите се 19, 20 години, 21 и така. Но слаби ни се сениорите. Слаби се? Децава ни се адути. Значи, како сме договорени, кога Париз? А не Париз, ова следното. Лос Анџелес. 28. Башка Лос Анџелес. Знаеш колку има за патувања таму? Да. Неколку пати у Словенија. А ти направи муабет со овие што ти се, како да кажам, идоли? Си ги видела во живо таму на некој место? Само Сташа Гео сум ја Само видела. Сташа. Добро. И направи нешто муабет како да стигнам како теба? Не? Не. Следниот пат со Владимир ќе отидеш кај Сташа и ќе ја прашаш. Сташа, што правиш така да стигнеш таму најбрзо? Така? Не. А треба и најбрзо да стигнеш и најпаметно. Да. Во одлуката. Топ. Благодарам светски прваку наш, го паметиме ова интервју и ќе биде забележано. Паметиме дека Лос Анџелес, Владимир Туровски сте ни рекле дека како тренер ќе однесат на Дали наша со мене, репрезентација. дали со некој друг? Ако нема Треба врска да со оди, кој, да. само треба да оди некоја наши вакви млади убави надежи. Ви благодарам за ова гостување, кај нас само напред. Нема нешто. Продолжи да редиш петки и накачувања. Така? Благодарам ви на вас.